Во саботата заврши крајниот рок за купување на тутун. Значи со тоа почнува на наредниот ден, односно од вчера од 1 март почна склучувањето на договорите. Компаниите ни доставија цени за ова реколта, во кои ние уште во прошлата недела ги одбиавме. Значи во целост ги одбиавме и не ги прифативме нивните цени. Ние нашите цени ги понудивме и понатака до крајот, до почетокот на нова година ќе ги бараме. Нашите цени беа 510 денари прва класа, 460 денари втора класа и 400 денари трета класа. Тоа е во услова ако сака да купува по класи. Меѓутоа, нашето не го прифатија, а ние нивното не го прифативме и понатака ќе водиме борба да се најдеме заеднички интерес. И за нив, меѓутоа и за тутунопроизводителите. Кои се нивните понуди? Нивните понуди, сега ќе ви кажам, на Кавекс има понудено за прва класа 435, втора класа 370, трета класа 305 и допунската 160 денари. Тутунски комбинат има понудено 430 денари прва класа, втора класа 370, трета класа 305, прва класа 160. Сокота има понудено прва класа 435, втора класа 370, трета класа 305 и допунската 120 денари. Италмакс има 430 денари за прва класа, 370 за втора, 305 за трета, 115 за допунската. Бако има понудено 435, 370 и 295. Алијанса 435 за прва класа, 370 за втора класа и морам да напомнам за трета класа има тие 310 денари и допунската му е 180. Мисеријан 435, 370, 305 допунската 160. Пашовски 435, 370, 305, 120 допунската. Секе 435, 370 и трета класа 295 денари. Орбита 450, 370, 305 допунската 160. Значи може да 10 настава. Да, може да приметите дека скоро сите се исти. Она разликува не од класа до класа само 5 денари. Значи нема ни 10 наста од нивната понуда. Да, и ние значи во стартот ги одбиавме овие понуди, па сега ќе видиме пред почетокот на откупот како ќе се справиме со нив. Меѓутоа со овие класи што ги има не, или па со овие класи може да купува само прва класа. Значи не може да помисла да го плата тутуно поевтино од ова реколта. Тоа не го запира склучувањето договори, каков е интересот? Да, ова никако не може да го запира склучувањето на договорите, тоа што ако остана без договори не може да насада тутун. Интересот, по сознание од купувачиве и од подрачно Министерство за земјоделие, интересот е доста зголемен во споредба со ланската година. Така да очекуваме сигурно 10% повеќе кооперанти или од склучување на договори од ланската година. Според вас на што се должи зголемувањето на интересот? Па според нас се должи први на ради цената, ради тоа што цената негде од 420 денари и субвенциите 500 денари, значи нема култура што е платена повеќе од тутуна. И врз основа на тие економски параметри интересот е зголемен. Званично, значи реколтата е завршена со вкупно 26 милиони 236 илјади килограми, од кои прва класа се 25 милиони 675 или во проценти 98%, тоа е прва класа. Втората класа се 341 илјади или во проценти 1,3%, третата класа 170 илјади или во проценти 0,6% и допунската е 41.000 со 0,1%. Ова се должи на трета и четврта класа ради касниот откуп на тутун, односно продолжената вегетација на тутун. Инаку просечната цена изде од 418 денари на килограм тутун. Дали има останато уште тутун или веќе се? Па наши сознание е она дека има нешто останато тутун, меѓутоа тие кооперанти кои не сакале да го предава за ова реколта го оставале за наредно. Количината кога не можам да кажам колкава количина е на тутун, меѓутоа мислам дека е многу незначителна, многу малце. Врз основа на ова што е купено на 26 милиони 200 илјади, значи тоа е многу малце останато. Ако добро ви разбрав, не сте задоволни од понудените откупни цени од откупувачите, но сепак тутунарите се приморани да склучуваат договори за следната реколта. Зошто? И дали тоа ќе се одрази на корекцијата, односно некорекцијата на цената? Па, ние кажавме дека со нивните цени не се сложуваме, меѓутоа кооперантите мора да склучуваат договори, заради тоа што ова е култура регулирана со закон. Не пријавена, не насадена површина, законот дозволува да се изоја. Значи, врз основа на тој закон, значи, мора да се пријава
кооперантите површините. Односно, и понова апелирам, значи на сите тутунопроизводители, за да бида рајат за наредната реколта, за исплаќањето на субвенциите, треба да се ги пријава нивите во ЕРЗ системот. Тоа значи да се ги береш во понаташните Министерства за земјоделие. А со кои механизми ќе ги натерате откупувачите да ги коригираат цените? Што ќе преземите по та насока? Па ќе превземеме сите расположени средства што ќе имаме, ќе ги превземеме со непочнување на откуп, носење на тутун, со организирање на влезови на откупувачите. Значи, сите расположени механизми што ќе ни бидат на располагање ќе ги употребиме за да изголема цената на тутунот. За оваа реколта законските измени не се подготвени во смисла на тоа производот да има поголемо влијание при креирањето на цените. Дали има шанси за наредната, бидејќи законските измени се уште во процедурата не се нити до собрание? Видете, многу внимателно се работи на измените на законот, бидејќи поучени сме од 2019 година, кога на брзина се донесоја некои законски измени, за малку ние ќе го изгубевме тутунопроизводството. И ова е премногу комплексна материја да може толку едноставно да се реши. А се работи секој ден на тоа. Дали ќе го реши проблемот тоа што без подпис на тутунарите со законско решение да не може да се креираат цените за новата реколта? Видете, поучени од искуството, овие понудени цени ни дава за право дека откупот ќе биде само во прва класа. Да, но со законски измени дали може да се најде механизам за ова да не биде така? Видете, самата економија кажува едно. Секоја цена на еден производ зависи од тоа колку е некој спремен да го плати и второ, колку е некој спремен да го работи за таја цена. Мислам, тоа е наједноставното решение на вашето прашање.